Издавањето на еврообврзницата е гаранција за стабилност за реализација на предвидените капитални проекти и представува свеж капитал за придвижување на економијата, што ќе се одрази најмногу во градежниот сектор, двигател на домашната економија, сметаат експертите. Во услови на политичка криза, секоја нова инекција на свеж капитал ќе се одрази позитивно врз стопанството. Дел од нив били искористени за одредени капитални проекти, од кои што приносите се очекуваат во иднина, бидејќи се работи за проекти кои што се долгорочни и кои што носат приноси на долг рок. Меѓутоа, еден дел, несомнено од овие средства, ќе влезат во стопанството, што ќе значат прилив на нови финансиски средства, зголемување на ликвидноста на стопанството, понатаму тековно финансирање на нивните потреби, како и проширена репродукција, која што пак во крајна линија ќе значи создавање на основа за сервисирање на долговите по основ на задлужувањето со новата еврообврзница. Владата треба да ја коригира одлуката за износот на еврообврзницата да не биде повисок од 250 милиони евра, истакна лидерот на СДСМ Заев пред младината на социјалдемократите. Тие на претходната четврта еврообврзница, издадена лани во декември, извршија притисок и износот од 500 милиони го скратија на 230 милиони евра, препишувајќи си со овој потек политички успех, а само пред неколку дена признаа дека за финансирање на буџетот биле потребни дополнителни средства, лицитирајќи со износот. На овој начин Заев признава дека СДСМ свесно го саботирала буџетот и активностите кои се реализираат преку него, како што се изградба на патишта, на училишта, болници, исплата на плати, пензии, социјална помош и субвенции. Јавно апелирам и замолувам и до Ситибанк, и до Дојче банка, и до сите потенцијални купувачи на обврзницата. Во името на децата на граѓаните на Македонија, да не ја купуваат оваа обврзница, ако сакат да имат разбирање за сите идни генерации во Република Македонија. На владина седница донесена е одлуката за издавање на петата еврообврзница во висина од 650 милиони евра. Ке се реализира годинава, а ке се враќа во период од 10 години. Парите ке се искористат за покривање на буџетскиот дефицит оваа и наредната година, а ке се рефинансираат и старите долгови.